Добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за животна средина и просторно планирање господинот Абдулаким Адеми. Министре, Скопје се уште дише воздух за кој патените велат дека е опасен за здравието. Што вие како надлежно министерство правите за да ја поправите оваа слика? Кога зборуваме за градот Скопје, мораме да истакнеме дека местоположбата на Скопје е таква, значи Скопје е во котлина и многу влијание во квалитетот на воздухот, освен другите фактори, имаат и метеоролошките и климатските услови. Знаете дека во последните 6 месеци во Македонија, односно во регионот, немаше дожд. Исто така и климатските услови се такви да нема ветер, нема снег во овој период, што е необичаен. Меѓутоа, без разлика на тоа, ние ги следиме состојбите со воздухот заедно со градот Скопје. Наша надлежност е да ги инспектираме по големите капацитети или капацитетите кои имат интегрирана дозвола. Тоа е редовна наша работа, меѓутоа, заради состојбата имаме и вонредна програма. Нашите инспектори редовно ги следат и овие денови се на терен, се со цел да ги проверува дали капацитетите кои имат такви дозволи се во рамките на програмите и плановите кои ги доставија до Министерството. Министре, што покажа таквите инспекцијски контроли во индустријските објекти? Податоците кои ни доаѓаат и од инспекторите, но и од мониторинг станиците покажуваат дека е зголемено така наречените PM10, значи тие се помали частички до 10 микрометри, кои не се гледаат со голо око, меѓутоа имаат негативно влијание и во амбиентниот воздух, но и во здравието на граѓаните. Со тоа сакам да кажам дека нема зголемување на SO2 и NO2 кои може да доаѓаат од поголемите капацитети во Скопје. Министре, ќе се соочат ли со санкции македонските фабрики кои што не ги почитуваат светските еколошки стандарди? Значи, кога зборуваме за казни и санкции, во Законот за животна средина е предвидено дека може да има казни. Ние досега тој закон и го спроведуваме. Меѓутоа, кога зборуваме за дали ќе бидат затворени, морам да известам дека според Законот за животна средина до април 2014 сите капацитети во Република Македонија и така наречени жешки жаришта морат да се усогласат со интегрирана дозвола, што значи да ги исполнат најдобрите стандарди. И токму затоа ние во овој период ги интензивиравме таквите преговори со фабриките со цел да доаѓаме побрзо до решение. Една од причините за загадувањето, споменавте и вие, е непланското градење во Скопје. Дали вие како министер ќе инсистирате да се опре градежната експанзија? Со законите во Република Македонија е предвидено за секој план што општината или некој друг сака да го имплементира или донесува, да подготват и стратегиска оцена за влијанието врз животната средина. Што значи ние како министерство сме вклучени на некој начин во донесувањето на планските на деталните урбанистички планови. Меѓутоа има многу градежни објекти кои се градени пред да се донесуваат ваквите решенија во нашата регулатива. И тие се на некој начин историски градби кои ние не можеме да ги рушиме како бидејќи се во дел на деталните планови. Меѓутоа, од кога е донесено ваквото решение, ве уверувам дека Министерството никогаш не дало решение за да продолжи да се усвојува некој план кој е спротивен на еколошките стандарди и спротивен на интересите на граѓаните. Министре, кои се вашите аргументи против невладините организации со кои не се согласувате дека изградбата на хидроцентралата Бошков мост и браната Луково поле ќе имаат катастрофални последици врз животната средина? Тие капацитети мора да бидат во рамките на
Законот за животна средина и во рамките на планот од просторниот план на националниот парк, што значи мора да задоволуваат еколошки критериуми. Во постапка е подготовка на студија за влијание врз животната средина кој инвеститорот го подготвува и во ова фаза ние не можеме да се произнесеме дали ќе биде позитивно или негативно, бидејќи се уште не е доставена до кај нас. Кога ќе биде доставена, ние ќе можеме попрецизно да се произнесеме. Меѓутоа, бидејќи се уште студијата не е готова и невладиниот сектор не може да се произјасни дали е против или е за ваквите капацитети и мислам дека малку е рано ние и невладиниот сектор да имаме конечен став. Но колку ваквата студија ќе биде реална со оглед на тоа што рековте ја изработува самиот инвеститор? Не, значи јас кога кажав ја прави инвеститорот, според законот инвеститорот е должен да прави студија, а студијата мора да ја прават или подготват стручни лица кои од Министерството за животна средина имат лиценца за да изготват таква студија, значи студија за влијание врз животната средина. И на крај ние како министерство истата ја разгледуваме од страна на нашите експерти тука во министерството и даваме мислење дали ќе биде позитивно или негативно. Сега јас не можам во ова фаза да кажам. Не мислите ли дека дислоцирањето на Велешката топилница само навидум го решава прашањето со загадувањето на Велес? Ние во овој момент не можеме да кажеме која е локацијата и дали треба да се дислоцира, бидејќи исто така треба да се направи студија и студијата да предвидува друга алтернативна локација и ние тогаш како министерство и како институции надлежни за овој проблем може да даваме да го даваме и конечниот став. И тука тесно ќе се уработуваме со невладиниот сектор и општина Велес и инвеститорот за да изнајдеме решение која ќе биде во корист и на инвеститорот и на граѓаните и на државните институции во Република Македонија, бидејќи се работи за странски инвеститор. Ние не сакаме странските инвеститори да ги избркаме од Македонија, напротив, сакаме со нив да соработуваме, да им понудиме подобри решенија, меѓутоа било која локација да се понуди или да се избере од инвеститорот, мора да ги исполнува најдобри достапни техники за ова работа. Министре, имате ли план како да се справиме со отпадот со оглед на тоа што депониите се најчестиот извор на зарази? Деновиве имаше и информации во јавноста околу присуството на линданот во отпадот на Охис. Токму тој е присутен во воздухот токму поради тоа што несоодветно се чуваат или несоодветно е обезбедена депонијата на оваа фабрика. Прво ќе се обидам да објаснам неколку работи околу линданот во Охис. Значи, и тоа е историско загадување кое се случило отприлика од 70-тите до 80-тите години во поранешна Југославија. Меѓутоа, како опасен отпад, односно како опасна материја, се уште е присутна. Ние како министерство, заедно со Охис, подготвивме студија како може да се реши. Има неколку алтернативи. Една од алтернативите е истиот да се носи во рудници за сол во Германија, бидејќи нивната легислатива дозволува депонирање на опасен отпад, бидејќи тие се многу длабоко во земјата. Меѓутоа, ова се алтернативи, една од алтернативата, друго има и неколку алтернативи кои се многу поскапи. Студијата покажува дека најефтиното може да биде околу 10 милиони евра, а најскапото околу 50 милиони евра. Значи, било како да е, ова е процес кој и ќе трае и ќе кошта. Меѓутоа, има примери во светот како се решават овие проблеми и ние потполно сме подготвени ова да го решиме. Министре, ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам и јас. Гледавте неделно интервју на Радио Слободна Европа. Довидување за 7 дена.